Како да останете безбедни во случај на нуклеарна експлозија? Што да се прави? Сега, подгответе се. Упатство од Ахмадија муслиманскиот џемаат. Како да бидете подготвени за нуклеарна војна? Нуклеарните експлозии може да предизвикаат значителна штета и жртви од експлозија, топлина и радиација, но вие и вашето семејство можете да останете безбедни доколку знаете како да постапите и да бидете подготвени ако тоа се случи. Нуклеарно оружје е направа која користи нуклеарна реакција за да создаде експлозија. Нуклеарните направи можат да бидат од мал пренослив уред, што може да се носи индивидуално, до оружје што го носи проектил. Нуклеарната експлозија може да настане за неколку минути со или без предупредување. Светлосен блиц може да предизвика привремено слепило за помалку од 1 минута. Експлозивен бран може да предизвика смрт, повреда и оштетување на објекти на оддалеченост од неколку мили од експлозијата. Зрачењето може да ги оштети клетките на телото. Голема изложеност може да предизвика радиациска болест. Пожарот и топлината може да предизвикаат смрт, изгореници и оштетување на објекти на оддалеченост од неколку мили. Електромагнетниот пулс може да ја оштети електрониката на оддалеченост од неколку мили од детонацијата и да предизвика привремени прекини. Радиоактивен дожд е радиоактивна, видлива нечистотија и отпад, што паѓа и може да предизвика болест кај оние што се изложени на неа. Радиоактивниот отпад е најопасен после првите часови по детонацијата во 2 највисоки нивоа на радиација. На радиоактивниот отпад му се потребни повеќе од 15 минути да падне на земјата во области надвор од зоните на непосредна штета од експлозијата. Ова ви дава доволно време да можете да спречите значително изложување на радиација со следење на овие едноставни чекори. Влезете внатре. Влезете во најблиската зграда за да избегнете зрачење. Најдобри се објекти од цигла или бетон. Отстранете ја контаминираната облека и избришете ја или измите ја незаштитената кожа ако сте биле надвор по паѓањето на радиоактивниот отпад. Одете во подрумот или средината на зградата. Останете подалеку од надворешни зидови и покривот. Останете внатре. Останете внатре 24 часа, освен ако локалните власти не дадат други упатства. Членовите на семејството треба да останат таму каде што се, внатре. Подоцна, соберете се, за да избегнете изложување на опасно зрачење. Чувајте ги вашите миленичиња внатре. Бидете во тек. Бидете во тек со сите достапни медиуми за официјални информации, како на пример кога е безбедно да излезете и каде треба да одите. Уредите на батерии и радија со рачно управување ќе функционираат и по нуклеарното зрачење. Мобилните телефони, текстуалните пораки, телевизијата и услугите на интернет може да бидат прекинати или недостапни. Идентификувајте ги локациите на заслоништата. Идентификувајте ги најдобрите локации на засолништа во близина на местото каде што поминувате повеќе време, како што е домот, работата и училиштето. Најдобрите локации се наоѓаат под земја и во средината на поголемите згради. Додека патувате, идентификувајте соодветни засолништа. Надворешните површини, возилата и мобилните домови не обезбедуваат соодветно засолниште. Барајте подруми или средиште на повеќе катници. Погрижете се да имате комплет за итни случаи за места што ги посетувате често и во кои можеби ќе треба да останете 24 часа. Треба да имате флаширана вода, пакувана храна, лекови, рачно или радио на батерии за да добиете информации во случај да нема струја, батериска лампа и дополнителни батерии. Ако е можно, складирајте ги залихите за 3 или повеќе дена. Што да се прави за време на експлозија? Преживејте. Доколку ве предупредат за непосреден напад, веднаш влезете во најблиската зграда и оддалечете се од прозорците. Ова ќе ви помогне да останете заштитени од експлозијата, топлината и зрачењето на детонацијата. Ако сте на отворено кога се случува детонација, засолнете се од експлозијата позади нешто што може да ве заштити. Легнете со лицето надолу, за да ја заштитите кожата од топлината и радиоактивниот отпад. Доколку сте во возило, застанете и наведнете се во возилото. Откако ќе помине ударниот бран,
влезете во најблиското, најдобро лоцирано засолниште за заштита од потенцијалните последици. Ке имате 10 минути или повеќе за да најдете соодветно засолниште. Бидете внатре пред да пристигне радиоактивниот отпад. Највисоките нивоа на надворешното зрачење од отпадот се јавуваат веднаш по падот и потоа се намалуваат со тек на време. Бидете во тек за да добиете ажурирани упатства од одговорни лица за итни случаи. Доколку ве советуваат да се евакуирате, слушајте ги информациите за рути, засолништа и процедури. Ако сте се евакуирале, не враќајте се додека не ви биде кажано дека е безбедно да го сторите тоа од страна на службени лица. Што да се прави? Потоа бидете безбедни. Ако сте биле изложени на радиоактивен отпад, веднаш откако сте влегле во засолниште, треба да направите неколку работи. Да го отстраните вашиот надворешен слој од контаминираната облека со цел отстранување на зрачењето од вашето тело. Туширајте се или измијте се со сапун и вода за да го отстраните отпадот од било кој изложен дел од кожата или косата. Доколку не можете да се миете или туширате, користете бришач или чиста, влажна крпа за да ги избришете изложените делови од кожата или косата. Исчистете ги сите домашни миленици што биле изложени на зрачење. Нежно четкајте го крзното на вашето домашно милениче за да се отстранат сите честички од отпадот и да се измие вашето домашно милениче со сапун и вода доколку е можно. Безбедно е да се јаде или пие спакувана храна што се наоѓа во зградата. Не конзумирајте храна или течности кои биле на отворено непокриени и кои можат да бидат контаминирани од отпадот. Ако сте болни или повредени, слушајте инструкции за тоа како и каде да се добие медицинска помош кога властите ќе ви кажат дека е безбедно да се излезе. Преземете активна улога за вашата безбедност. Упатство од Ахмадија муслиманската заедница